Пропаѓа споменикот на слободата во Кочани, кој е најголемиот мозаички комплекс во Европа. Ова монументално дело, кое вчера одбележа 36 години од своето постоење, е оставено на забот на времето. Големото дело на Григор Чемерски веќе подолго време е мета и на кочанските вандали. Дека комплексот е во лоша состојба потврдува и младата уметничка Александра Димитрова, која се занимава со изработка на мозаици. Ќе се залагам и ќе настојувам да тој мозаик се врати во светло како што беше. Се надевам исто и на градоначалникот и на сите културни работници да тој мозаик навистина заживее. Имаше иницијатива исто во Акто фестивал да се повторно врати и сето тоа е од моја страна на поздрав, значи ќе настојуваме да се врати во најдобро светло. Надлежните се оптимисти, најавуваат во што е можно пократок временски период да го вратат првобитниот изглед на мозаикот. Потребно е итно да се преземат мерки, токму затоа што споменикот на слободата во Кочани е најголемиот мозаички комплекс во Европа, што не обврзува и како институција и како граѓани да се вложиме и да го заштитиме. Општината дава апсолутна поддршка на проектите, чија цел е да се најде адекватна реконструкција на оштетените делови, како што се, например, скалите во амфитеатралниот простор, потоа дополнување со урбани и други елементи, што ќе го вратат во функција како културна локација, бидејќи има одлични просторни карактеристики. Исто така, бараме начини да го заштитиме и од немилосрдното однесување, кое најчесто резултира со графити по мозаикот. Овој мозаички комплекс има решение и е прогласен за споменик на културата. Споменикот е граден во периодот од 75 до 77 година од страна на тогашното собрание на општина Кочани. На распишаниот јавен конкурс за уметничко и архитектонско решение се јавиле повеќе автори од тогашна Југославија. А комисијата го избрала уметничкото архитектонско решение на авторите Григор Чемерски и Радован Рагеновиќ. Во 81-та година споменикот бил целосно завршен, а на 28 ноември 81-та бил предаден во употреба.